ковчеđe. Очувах испусти ми. А и од пирати. И од пирати? Да, но сега дојде време ти да го чуваш. Мое, јас да го чувам. Фокусирај се, ова е нашата шанса. Фокусирај нас. Мораме оваа шанса да ја искористиме. Душо, ти можеш да го чуваш и целиот свет ако треба, а не пак едно ковчеđe. Па да, татко, саме нове, само ситница. Кажи ми, ќе се вратиш, нели? Како ќе се враќа морето од бреги, така ќе бидам нас кајде. Ова е тука, јас ми почне. Еј, престани бре, нема да плачеш. Ние сме крадци, а крадците никогаш не плачат. Да го понекога. Ама не е сега моментот. Татечко, најмил мој, кога ќе се вратиш, ќе ми раскажеш за сите авантури што ќе ги доживееш за време на твоето Сега пътуване. не пушичке моја, има да ти раскажам на все. Една по една. Пипи, јас душо, морам да одам. Ме понакиваат авантурите, А доведена ти ги. мама убава или од срцето? Од срцето, девојче моје, само таму се гледа најдалеку. Догледај ме, татечко, догледај ме! Сега треба да го градиме ковчеđето. Да, ковчеđето ќе остане само неколку метри подалеку од нас. Па да видиме. Ќе прави едно мало девојче, исто мало ковчеđe, а и големо срце. Мисла дека е најдобро прво да отспиам прегрнувајќи го ковчеđето, па изутрина ќе размислам што направам со него. Вече е утро, а и вила лепила е моја. Нема никој. Ја нема ни мајка ми да ми кажува кога да си легна, а ниту татко ми да ми нуди од она гадно рибино масло. Само јас, мој кој и мајмун. Мајка ми ја нема меѓу нас, но има меѓу ангелите. Мамичке, не криши се ти, секогаш јас ке се снаоѓам. Анка, погледни. Куќава што постојано беше темна, сега има светло. Да, Томика, навистина е чудно. Кој може да запали светло? Не знам. Анка, погледни, па таму има некаква девојка. Девојка? Да,
Ajde, barajte! Barame! Ajde!
Па тој господин Нилсон би требало да е во некоја друга слова. Ама ние не сме дадени за него, ние сме дадени за богатството, за златните пари. Ајде, помена. Ей, еве го богатството пари! Колку пари! А вие што го мислете? Дека е машинка за коси ми треба? Ти не спиеш? Мајка ти татко не се тука? Не, ги нема, ама сосем ги нема. Слушај, мамо девојче, слушај, јас требам да позовам момичето, а ти земи ги пари. Добро. Види вака девојче, ајде да излеземе тука надвор и да се договориме нешто. Јас треба да се избијам сега. Каде се парите што беа на подот? Не таму, побарај од масата. Се надевам дека немаш ништо против јас да ги земам. Не, јас ќе ги земам. Јас ќе ги земам. Ама ништо вие нема да земете. Ајде тука. Уште не! Ништо не сме направиле! Била любовна до слугицата. Може би скитници и те молите за храна. За храна? А дали некој од вас знае да игра? Така. Танго? Да, и двете знаме. Кажи дека знаме и двете. Па супер, ајде да си поиграме. Ама можеш ти да посвириш на волшебен чешел? Охо, јас се разбира да за живот само тоа сум поправила волшебно. Ама знаеш дека заборавив тоа. Знаете дека за ништо не ме бидува.
Пирати на устата. Виж, имаме една книга, да се разкажува за пирати. Книга за пирати. Се вика Робинзон Крузо. Робинзон Крузо. Робинзон Крузо има пријател Петко. Пријател Петко, добро што ми до Шарко. Знаеш што? Што колку што се сеќава? Крузо се наоѓа на еден голем пустоstrан. И чекај. Па се помагална работа. Помагална работа? Вига, се шарен. Шарен, нели колку интересно. Хајде види да сме пирати. Хајде, мене ми е страх. Но јуба, кога ќе пораснам, ќе одам по морињата. Ќе станам пират. Пират? Пират, колку се обучи си пееме. Пееме. Хајде тогаш да вежбаме да сме пирати. Хајде. Хајде, земајте оружјето и напад! Igrame peme do zori, znaj
ова куќа живее девојчето за кое што кажува. Ова. Ова, да. Куќа изгледа многу голема. Да, голема е. Може само девојче да живее. Па само живее, да. Ова девојче. Секако, слушајте. Ајде напред некој ден влезе двајца краци. Да, и самата ги совлада без никаков проблем, па после да ги предаде нам. Невозможно. Како може едно девојче само да совлада 20 краци? Еј, ти облечена во сино! Да не бркаш други краци! Прво, како што ти кажав, јас сум облечена во светло сино, а како второ, не бъркам краци. Денеска јас треба ти носам гости. Еве на старни пут, ти ја предавам. Јас сега морам да си. Догледање. Догледање. Добар ден. Добар ден. Јас сум наставникот во овој крај. Јас сум Пипината Долгачора, скратено Пипи! Значи ти си Пипи. Јас. А ти си девојчето што живее во оваа куќа, а? Да, јас сум. Заедно со нив? А не, тоа се моите пријателки, Томика и Јаника. А со кого живееш ти во оваа куќа? Со мајмунот Нилсон и конјот. Мајка ти кој? Ама како е тоа возможно ти гледаш? А мајка и тато Немам, мајка ми е на небото. на небе? А татко ми е кралот на дивјаците. Divјаците, што значи тоа divјаците? Кралот на дивјаците. Ама, види, девојче, јас сакам да ти објаснам дека... Но чекај. Што? Што? Опете да си направиме нова забава. Да пиеме лимонада. И да ви покажам како е наш диво прасе што Ово сами да ви душкате и дивото прасе, дека си го ги попатот. Јас сакам да ти кажам дека ти не смееш да живееш сама во оваа куќа. Ти треба да одиш на училиште. Ама зашто да не смеам? Зашто да не смеам? Зори, да, облечената во сино не ви кажа дека јас сама совладам мајка краци. Да, ми кажа дека си ги совладала. А знаете ли зашто да мајка? Зошто? Затоа што јадам многу лук. Навистина се приметни. Сега пак да се вратиме на она старото. Ти треба да одиш во училиште. Училиштето е добро, таму се образуваат деца. Така да и ти треба да учиш и да се образуваш. А може ли училиштето овде да го донесем? Ајде, ти се молам. Училиштето да го донесем овде. Не е возможно. Возможно е. Така наставнику. Ма не е возможно, деца, како би го возможно? Зошто сега да речеме да не направиме училница? Сега се сети. Вие сакате наставата да ја држиме во природа? Да! Па добро тога. Хајде да одиме. Najsilna na svet, ovdje kula, pravam se kako svet. Igrame, pejeme, do zori znaj, ajde so nas, po naši kraj, ura! Добро вечења. Се сместите на нашите места. Дали сме сите присутни на часот? Повторно истото. Пипи мора да задоцни. Не, господине драг наставник, јас не доцнам. Јас дојдов порано за утрешниот ден. Мене ме фаќа страх, Пипи да не направи некое чудо. Тебе те фаќа страх, а мене ме фаќа возбуда. Добро, Пипи, ајде, завземи некој место. Што е сега ова? Од каде се појавите вие? Да. Не сме уште почнати. Си извикуваме за сите задоволства што ги направи. Вистина, многу се правиме и сакаме да станеме поблизу. На вистина е така, те молиме те Верувам.
ќе учиме за дробки. Дробки! Да, Одлично! Јас сум експерт за дробење било какви работи. не е тоа дробење за дробки, се математички поими. Јас ќе слушам една чинија, добивам минимум 4 пајчика. Една дела чинија 4 дела. Тоа е нели дробка? Биби, зошто мораш да скажеш чинија за да добиеш 4 дела? Земи 4 чини и јако 4 дела. Ајде, тишина. Ајде сега тие две да решаваат задачи. Тие дојдат погасно. Добро. Вие две, бидејќи сакате да се подучувате, први ќе почнете да решавате задача. Ајде, еве, оваа задача, Моля. Наставнику так, господине. Може ли ние да цртаме кругови, да? Много добро кругови. А особено кога бегам. Наставнику! Јас не знам како да тоа задача. кажи ми, Ако имаш една третина бомбона и уште една третина бомбона, најдобро е да ги седнеш и двете и да не пробиш. добро, еве вака сега, знам вие до каде стигнате со учењето, а сега ќе ви покажи Номика како се решава дробки. Ајде, Номика, поведите. Две третини, една, 3 четвртини. Одлично. Ето, видовте, а? Колку брзо и паметно решава. Па добро сега, мога јас да решам. Ајде да видиме. Која задача сакате да решаваш? Една половина. Ова е лесно. Еј, сега е нашиот момент. Додека Биби решава, никој нема да знае дека не нема. Богатството ќе биде само наше и ќе бидеме најбогатни. Што прво да го кажеме на наставникот? Еј, какво машување, бре? Тргнуве пред мене. Напред. Значи, планот е јасен. Прво некој ќе да направи. Тргнуве пред мене. Здраво, дечиња! Па дали вие знаете која сум јас? А јас сум полицајка, секако. И мојата работа тука е многу важна. Јас не бркам лавови, не ловам змејови, ниту диносавруси. Туку чувам ред, мир и честност. Јас секој ден патрулирам по овие улици. Гледам дали некој лаже, краде, прави некакво злодело или се обидува да биде премногу паметен. Редот мора да се чува.
математиката не е пица. Зависи кој се следува. Понекогаш се сладка. За малку ќе ме направиш и сериозна ученичка. Продолжуваме понатаму со... Можеш да ми кажеш што мислиш за кашкава? Кашкава? Да. Јаболко. Јаболко. Прибор за јадење. Прибор за јадење. Стара мапа. Стара мапа. Мала метла. Компас. Компас. Ај жаба што си ема. Па нормално, животот е училиште, а во училиште треба да се подготвен за живот. Пипи, ќе те молам следниот час да не вместуваш во училница животот. Може. Има да влезам, освен само ако не влезе. Ама, што е ово сега? Каде се појавите вие? Дали овде каде се? Само да знаете што се случи, па господине. Што? Овие си ученички овде. Да. Наместо да седат на часот, да те слушаат, да учат, не како секогаш, како одат и тргнале по куќата на Пипи. Вистина? Да. Како? Па не стигнахме ни да почнеме. Почнале. Ама, слушајте, деца, лошото размислување носи многу големи зла. Треба позитивно да размислувате за да биде добро. Не лошо да мислите. Добро, полицајите. Фала ви што го донесете. Ќе превземеме ние верни. Секако па тоа ми е работа, знаете. Секако треба да се има законот, служите, да се заступа, ама јас имам и други работи за Законот мора да се спроведе. Опа, слушнавте ли? А? Па за вас имаме едно големо изненадување. Да, ќе добиете казна. Да. После часови сите ќе си одат дома, а вие ќе останете да решавате пробки. Има уште една. Една казна. За прво полугодие ќе добиете единици по математика и поведение. Единици. Единиците игра си толку лоши. Јас имам наспомена што не го разбирам. Чевли што не се паат и чорапи што не се исти. Баш сум жива и здрава. Да. Единиците не се лоши. Единиците се поттик за децата да седнат да учат и да ги поправат. Ето. А може ли сега да се одите? Па добро, може. Ајде. Па. А што рекол Пипи и ние две назад. И ви рековме после часови ќе решаваме задачи додека научите. Иначе ќе ви пуштам кај полицајите. И ајде да почнеме да решаваме веќе. Еве вака се. Пипи! Ма деца, значи овде човек не може да одржи час. Кој? Ма додека часот трае, не може да каже. Добро, ајде, кажите им. Пипи! Оградот треба дека биде некој прстопен на механикот. Да! Огромен? Да!
да беше постојано во моите мисли. Татичко, не забелувај пак. Овој пат оставува. Ни треба два континента простор за да не навестиме нашите прегледки. Луѓе, доаѓајте! Веселбата почнува! Ќе има музика, акробација и танцување на маси! Чекај, како може да на маси танцување? Да се разбира, на столови танцуваат само почетници! Луѓе, денес славиме, бидејќи никој пат не е доцна да се вратите дома. Тато, дома е на љубав!